18-годишната Ива Дилевска е единствената кумановка која се занимава со спортско стрелаштво и успешно ракува со секако вид на оружје. Со голема љубов кон овој спорт, која кај Ива се појавила уште од најмала возраст, со редовни тренинзи и со желбата да се надпреварува пред се самата со себе, а потоа и со другите, Ива за 2 години колку што тренира постигнала одлични резултати на државно ниво. Младата перспективна кумановка со воздушен пиштол тренирала во клубот Стрелец во Скопје, а останатите тренинзи со огнено оружје се одвивале во Камник. Љубовта потекнува од моја многу мала возраст. Со оглед на тоа дека моето цело семејство се стрелци и сите ми даваат мотивација во тој поглед. Јас се запознав со оружјето уште многу одомна и така почна полека да се вродува некоја љубов и заинтересираност, но клучниот момент секако беше кога се појави случајно на еден, да кажеме, стрелачки полигон, каде што се вршеше тренинг за еден од надпреварите кои следеа Гранд При 2020. Во тој момент, да кажам, си направив доста добар филм, за многу интересно ми личеше сето тоа и доста добив голема мотивација од луѓето кои беа таму, со оглед на тоа дека ми дадоа да пробам, да видам како е целото тоа искуство. И така се вроди таа некоја љубов и се спремав и јас за тој надпревар со цел да се воведам во таа цела приказна. Сум имала прилика да пробам со воздушен пиштол, воздушна пушка, со огнен пиштол, огнена пушка и да кажам идам на надпревари со секаков вид. Надпреварите кои ги одржував до сега биле со воздушен пиштол. Учествувам во лигата со воздушен пиштол, почнав од 2021 година, но ги фатив последните 2 надпревари, пошто почнав во октомври. Сега ја терам целата лига за 2022 година. Понатака идам на надпревари со огнено оружје, со пиштол, кое веќе со години од 2020 почнав, се до сега. Оваа година имав прилика да пробам и со снайперска полуавтоматска тактичка пушка и со малокалибарска пушка. Ива е исклучително горда на освоеното прво место во конкуренција жени пиштол на 25 метри на третиот стрелец куп одржан годинава во Скопје на стрелиштето Камник и второ екипно место во истата категорија. Особено и е драго што имала можност да учествува и во дисциплината снайперска тактичка полуавтоматска пушка на 200 метри, каде што во силна конкуренција од 15 врвни стрелци од државата, таа била единствената девојка која го освоила второто место. Го организира овој надпревар кој последно учествував, го организира Стрелец клубот, се нарекува Стрелец клуб 2022, каде што успеав исто да го достигнам првото место со огнено оружје, со пиштол и второто место во машка конкуренција на снайперска тактичка полуавтоматска пушка. Тоа за мене беше огромна чест, да се најдам во такво друштво на врвни стрелци од цела Македонија, па и пошироко, и да достигнам такви резултати, не беше едноставно, не беше лесно за мене да го тој целиот притисок да го поднесам подоцна, иако сум премногу горда на сето тоа. Единствено женско, при тоа најмала од нив таму, да достигнам второ место со 97 круга, односно поени, беше навистина голема чест и изненадување за сите. Ќе се посветам на тренинг во Куманово 2000 и да тој клуб да го кренеме сега во акција. Понатака се надевам дека ќе освојам, треба да достигнеме одредени поени за одење во странство. Понатака олимписките норми да се достигнат, сето тоа го имаме некаде во план, сега го може се постигне само со многу тренинг и работа напорна. До сега сите клубови во Македонија имале огромна поддршка од Македонската стрелачка федерација, на која јас многу ја благодарам, и нејзиниот председател Јордан Тасевски, кој ме поттикна уште повеќе да навлезам во овој спорт и ме мотивираше. Тие се заслагаат за да ни даваат опрема, диаболи, мети и слично. Понатака би сакала да кажам дека сега кога што кажавте мора да има поддршка од општината.
која се надевам дека во скоро време нели ќе се воспостави што поблизок контакт со истата и ќе ни овозможи поголем пристап до материјали, до средства за нели напреварување и за тренинг исто така. Пред се, нели сигурноста во овој спорт е на прво место, мора да се обезбеди полигон каде што ќе сме сигурни дека нема да биде никој повреден на крај. Тоа е доста добар полигон кој на последни години, кој што знам јас, е запуштен и не работи. Така да би било многу пожелно за сите стрелци, ја гледам дека има доста заинтересирани, имаме во Куманово и врни стрелци кои нели им е потребен таков еден простор, да не одат нели до Скопје, до Камник за еден обичен тренинг, да може да им се овозможи пристап до такво едно стрелиште, за да нели се извршува тренингот на тоа место. Така да со тоа, нели со помош од општината и наша помош секако доколку е потребно, би сакала да се направи еден таков интересен полигон и во Куманово. За успешно функционирање на спортските клубови потребна е несебична поддршка и од општините и од државата. Ива, која е ученичка во интернационалното средно училиште Нова, а има големи планови на полето на стрелаштвото, апелира до општинската власт што поскоро да го заживее поранешното стрелиште, кое што се наоѓа спроти спомен Костурница.